Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте и вечерва на вистинската фреквенција. Ја следите емисијата во потрага по вистинскиот збор на вистинската телевизија. А ние ќе го бараме вистинскиот збор со еден вистински музичар, професор, магистар Васил Атанасов. Ние со Васил се знаеме многу долго време, би рекол уште од минатиот век. Јас го знам Васил како одличен обоист, музичар, но го знам и како прекрасен човек. И навистина, кога требаше да одлучам со кој музичар ќе разговарам во оваа емисија, немав дилеми. Изборот падна на Васил Атанасов. Бидејќи Васил Атанасов, како што реков пред малку, е докажан обоист, и тоа не само во наши државни републички рамки, туку и на меѓународен план. Но Васил Атанасов е и трудолюбив човек, а јас посебно ги сакам, ги љубам трудбениците, или како што често велам, работниците, или уште попрецизно, работалниците. Василе, дали ти така се чувствуваш како јас што те представив тебе, како човек кој што постојано работи, кој што постојано е активен? Или јас грешам? Прво да се заблагодарам на поканата и навистина ние се знаеме многу од рано, од студентски денови. Така. И секако се сеќаваш, ти рече од минатиот век дека сум добитник и на наградата Млад борец. Точно. Како точно. млад уметник. Работев таму во Млад борец. Да, и долго се познаваме. Навистина, се тоа што го каже е точно и нема да бидам скромен. Тоа е некое природно, нели, чувство или дарба. Ја не сум човек кој знае да седи, имам време за одмор, но постојано си наоѓам работа, бидејќи и во мојата биографија, како што ја познаваш ти, а едноставно професијата која ја сакам, која ја негувам, сакам да биде на врвно ниво секогаш, и кога ги правам работите, ако се зафатам за нешто, или го правам одлично, или не почнувам. Така да во тој делокруг повеќе активности со мојата професија се поврзани, но тоа за мене било взаемно. Да кажеме, нели, како музичар, солист, обоист, профобоист на филхармонија, но и педагог, професор во средното музичко на факултетот за музичка уметност, камерен музичар, бидејќи сакам и камерна музика, тоа се тие камерни состави, го водам Скопскиот дувачки квинтет, во недостаток на камерни асамбли го оформив и камерниот оркестар скопски солисти, значи немирен дух, па на времето кога се формираше фестивалот Валандово, ме поканија да учествувам и таму, ме привлече и компонирањето, бидејќи музиката е огромен простор за можности. Ако имаш сенс, го правиш тоа добро, така да и компонирав и детски песни за моите деца, за керка ми, син ми и за други дечиња, нормално. Сето тоа ме исполнуваше и едноставно имав еден, да кажам, исполнет музички живот, така да тоа што го кажа пријателј е вистина и ми чини задоволство. Сега јас, кога го спомнавме тој термин немирен, сакам неколку реченици во врска со тоа да кажам. Денеска и јас и ти, еве, прв пат во оваа емисија, нема да пресираме, веќе се знаеме долго време, ќе бидеме на ти. Денеска и јас и ти, или ти и јас, сме и на Фејсбук, и таму често знаат некои наши Фејсбук пријатели да ни напишат под објавите: многу си активен. И јас се прашувам, а каков треба да бидам? Да бидам неактивен? Што значи неактивен? Значи да бидам труд, да бидам мрзлив, да бидам, односно да не бидам. Мислам дека се разбираме. Но, јас сепак твојата активност би ја поврзал
со земјата и со почвата. Знам дека ќе ти изненадам. Ти потекнуваш од струмичкиот крај, од Дабиле. Да. Во Дабиле, и не само во Дабиле, и воопшто во Струмица, во тој регион, луѓето се многу вредни. Тие ја работат земјата и живеат од почвата. Ама и ти постојано ораш една нива, а таа нива е музиката. Сега сакам да те вратам малку во твоето родно Дабиле. Дабиле денеска не е периферија на Струмица, не е посебно место од Струмица, туку е споено со градот, како би рекол предградие на Струмица. Ама од Дабиле си ти, обоистот Васил Атанасов, оттаму се и браќата Барбаровски, текстописецот и писател Ѓорѓи Барбаровски и неговиот брат Миле Барбаровски. Ниче Василев, сликарот. Но, таму има, да ги спомнеме и другите, па и членовите на твоето семејство, кои што исто така се занимаваат со уметност. Значи, таму е и сликарот Ниче Василев, Да. твојот брат. Да, мојот покоен брат Димитар Митев Вачев, кларинетист познат, легенда струмичка. Така. Мојот брат Очет Павле, кој исто музичар и долгогодишен наставник и учесник и на Валандово. Мојот друг брат, средниот брат Ѓорги, кој долги години пееше во Мирче Ацев. Што е, Василе, додека работат во Дабиле и во Струмица, луѓето, знам дека е тоа тешка физичка работа, мораат да пеат или да свират со уста? Или... Па да ви кажам, за така нашата фамилија и делумно и кај комшиите и други фамилии, но кај нас беше претечно и работата со музика. Така. Значи, на времето, сепак Дабиле беше одвоено од Струмица на 3-4 километри, да. Но, нели, земјоделието си бара работа. Да. А тоа беше како некоја оддишка, како релаксација, со песна, и се негуваше тоа, да кажем, наше фолклорно богатство, од колено на колено. Значи, дедо ми бил песнопоец Кавалџија. Скратено кажано, да. Луѓето пеат, свираат и си работат. И работат, така. Така да и тие полски работи кои ќе се набереа да не те прекинав, извинај да за дедо ти почна да не те прекинав. Па сакам да кажам, оти корените се неколку генерации наназад, да. И тоа така оди. Мајка ми беше прекрасна, мајка Неда, песнопоец. Глас Кристо. Дедо ти рече Кавалџија. Да. Добро. Татко ми свиреше на табора и кавали и знаеше да ги изработува. Ги изработува, браво. Потоа, најстариот брат, ние сите, братучет ми, братучетките беа песнопојки и ние тогаш во тие времиња се садеше доста и тутун. Точно. Да. И кој ќе донесевме дома и ќе седневме треба се нижи тутунот. И тука се пееше, се радувавме, па ќе извадеа инструментите, брат ми и братучет ми. И тоа беше една забава неповторлива. И сега кога ќе се сетам на тие мигови, ми се исполнува душата. Или зимните денови, па ќе диплевме тутун. Да, кога се калапи. Многу се садеше памук во тоа време. И да се носеше дома тоа, козаци го викавме тоа. И тогаш. Или пак есента, кога се береше пченката, ќе ја донесеа дома и треба да се рони. Да се љушти, нели ги повикува роднини. Ајде на лупење канет. И тогаш и песники имаше, и шеги, и вицеви, стари мудрости, приказки. Така да тоа било едно убаво живење. И сите тие, нели, да кажам, традиции кај мене оставиле длабоки траги, да ја сакам јас изворната музика. Тоа ќе го допреме во емисијава, таа исконска поврзаност со фолклорот, ама сакав малку само една реченица да кажам, ми дојде како шлагворд од овој разговор. Значи во Дабиле и во Струмичко и посебно во вашето семејство, кога ќе се роди дете, само се знае дека ќе биде музичар. Само не се знае на кој инструмент ќе свири. Тоа е поврзано со мојата кариера. Сега ја ќе се надоврзам. Така беше. Сите очекувавме дека ќе се музикални и ретко стварно нашата фамилија некој не е музикален. Сите пеат, свират. И
Тоа веќе е потврдено, но еве и за ова сега што зборуваме околу. А продолжува ли ова лоза сега? Да, продолжува. Тоа Ја ми ќе е кажам драго. дека моите деца Тоа сакам да прашам. одеа на нижа музичка школа и од брат ми, и двајцата, и керката и синот, и моите после продолжија и во средно музичко. крушата под круша па Да, и факултети завршија. Син ми е обуист, Обуист, Томе исто. Атанасов, керка ми е виолинистка Кристина Атанасова, таа живее во Значи, Париз, во Франција. Продолжуваат по Да. патеките на родителите. На музиката не ги силевме, значи тоа беше природен нивни талент, избор. оти во уметноста не може да Да. претендирате нешто ако нема предуслови, тие се одредија за тоа. Томе е тука во Македонија, се школува во Германија, тој е прв обуист солист на македонската опера и балет и многу ми е драго дека се бават со уметност. Тоа дојде природно, оти еве сега претходно кога спомна дека дете ќе биде музикално и тоа е. Кога требаше да се запишуваме во средно школо, да кажем, ние дома сите свиреа. Јас имав тарабуката, сакав труба да свирам. Да. Тогаш брат ми беше многу познат музичар и доаѓаа разни свирачи. Но пред мене беше Миле и тој ја фати тарабуката, братјат ми. Сега, кога тој појде во средно, мораше за мене, јас бев. Но кога дојде ред да се запишам во средното, јас сакав труба да свирам. Нели за талентот зборувам и за определот. Така. И кога појдов во Штип, тука професорите гледа усници, прстите, конструкција на тело. Да. Јас за беѓа имав тука едни заби неправилни и професорот, стариот поканен до Кузов, вика, има малку тука попрека, вика, и не може труба да свириш. Да, така. Леле, море мајко, ја дома се договаравме ансамблот. Брат ми кларинет, брат учет ми правите хармоника, состав, група другиот правите, брат учет музичка работа, група труба фалеше, правите. веќе тие беа нови некои текови и труба И од да има. чекале Васил да биде Викам сега, трубачот. како ќе се јавам ја? Мислам, немаше телефон, писмо треба да пишам и мора да одлучам сега во моментот. Да. Ајде размисли, вика, има слободно за обоа и за фагот. А јас веќе размислував и за втора опција, за фагот, кларинет не доаѓа у обзир. Брат ми свири, што Да, ќе каже не дома може сега? двајца. Кларинетчи ќе ве правиме сите. Не може двајца. Не се мислев, обоата е по мал инструмент и од кларинетот има таа писка двојна тука, еве, на оваа слика го има тоа. Да. И си викам, дали ќе помине ова, дали ќе најдобро, да кажам фаготот е по рубаст така и има поголема писка и дури да се одлучиме едно друго дете, јас ќе свирам фагот. И остана само обоа. И на крај ја реков, ќе свирам обоа, но јас веќе имав некои информации, бидејќи од Штип, на овој професорот од фамилија Докузови, синот беше обуист, прв обуист на Словенската филхармонија. Так. И тој, жена му беше од Струмица, една наша роднина, и веќе имав некои информации, но тргнувајќи од тоа дека е тежок дувачки инструмент, ете, нели тие размисли детски така биле. И се одлучив за обоа и после тргна тој пат, требаше да вежбам, нели тоа константно вежбање како во спортот, во уметноста кај нас за инструменталците е тоа. Во една прилика на крај на годината дојде овој професор Столе Докузов и се сретнавме. Беше симпатично тој кога ми ја виде писката, беше како моите прсти, вака, од една писка цела година, ни поцрнета, а треба да е равна, нели? Ама ние немавме услови, немаше кај да се купи тоа. Да. И тој праша, ти ли си тој Васко? Од Дабиле, да. И ја гледа обоата тука и писката и ја зема вака тоа писката и изведе. На ова свириш? И ја скрши. Леле, викам, професоре, па не бе. Зашто ќе свирам? Не се секире, тој ја носи неговата обава на куферче. Го отвори, извади една голема кутија, 20 пискови имаше. Сега ќе одбереме, вика, немај да се секираш, има да свириш како Славиќ. Нели тие мигови не се забораваат. Не се забораваат. Така биле, нели, чуденовидивачки, но и потоа инспирација ти давале да вежбаш, бидејќи некој го приметил тој талент. Тој ни помагаше многу, иако и нашиот професор, да кажам, Миле Серафимов, кој беше професор по флейта, ама знаеше да не упати како прав педагог, како да вежбаме, кои вежби. И, нели, покасно веќе во Скопје имав професор по обоа, по главниот инструмент, многу е тешко
друг инструменталист да ти предава, а да се овладуваш тајни. Така. Јас сакав за гледачите само едно мало појаснување. Значи, Васил Атанасов основно училиште завршува во Дабиле, Да. а средно музичко училиште во Штип. Значи, сега говоревме за тој За Штип, период, да. за Штип. Покасно А потоа продолжува на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Сега овде во Скопје. Кој беше тој професор кој што судбински или професори, некојаш е еден, некојаш се повеќе, кој што судбински влијаеше, односно зацементира таа твоја определба да свириш на обоа, да бидеш обоист, што ти го покажа и го докажа понатаму. Значи, тоа веќе беше дефинирано уште во Штип. Да, во затоа трета велам. година Веќе ги се добив се прва определил награда таму, на да. македонско надпреварување, потоа имаше сојузно. Уште еднаш пак такмичење на секои 2 години и определбата беше дека ќе свирам обоа. Во Скопје кога дојдов, за мене беше едно убаво чувство кога отидов прв пат на филхармониски концерт, да ги видам нашите професори од академија како свират сите. Тие беа врвни уметници на опера, на оперна представа, тоа беше незаборавно чувство, така да тоа беше пресудно да останам во тие води, звукот на класичната музика од големиот симфониски оркестар, водечките инструменти кои Тоа имаат беше прекрасни магнетот и магијата. Да. Речи си, кога бев секоја слободен да немам предавања, одев на секоја проба на филхармонија, па и на опера. Представи немаше шанси или концерти да не ги испуштиме со неколку наши колеги. Тоа беше како некоја магија која не привлекуваше. А тука беше и театарот, и тоа беа поврзани садови, така да, во тоа време како студенти функционираше многу убаво музичка младина, поетска младина, ние се дружевме. Книжевна младина, музичка младина. Книжевна младина. Така да тие беа едни убави периоди каде што се дружевме многу, а на факултетот беа и тие познати средбина академии од Југославија, секоја година во друга држава, нели во Македонија, во Србија, во Белград, Скопје, Љубљана, и тоа беше престиж за нас да се бориме, имаше аудиција, избор, кој ќе биде најдобар, 20 кандидати ја представува академијата и тоа беше престиж. Јас 3 пати ја представував нашата академија, така да тука веќе доаѓаа и такмичењата во Загреб, 3 пати добив награди, следува концертите, станав член на Сојуз на музички уметници, Македонија концерт ме застапуваше, Југо концерт, и така таа кариера почна да се движи. И она што е најбитно, велат дека е најбитно за секој човек, па и за уметникот, најбитно е од што, каде и како ќе го вади лебот. Васил Атанасов се вработува во Македонската филхармонија, каде што активен е, работи со децении и она што е многу битно. Во 1980 година, во април месец, е избран за прв обоист, солист на филхармонијата. Ајде малку за лаиците да кажеме. Тоа е оној првиот што е најблиско до публиката, кој ќе се наредат неколку музичари. Тој прв солист. Прв обоист и солист е местото во групата обои. Така? Значи, се едно каде седат? Не, ние седиме секојаш на централно место, бидејќи обоата ја нарекуваат и кралица на оркестарот. Да, ама тој првиот седи тој е напред во публиката. Да. Значи, од публиката тука е концертмајсторот. Дали ќе е маж или женска особа, тоа е така поставено и оркестарот е полукружно. Обоата е во средина, ние сме тројца или четворица во групата. Како фаланга, полукружна. Така. И првиот обоист така е секој пат задолжен, мислам, во принцип, и јас така се однесував, половина час порано да дојдам, бидејќи треба да се расвири инструментот и јас го штимам оркестарот. Така. Мојата интонација на тонот, ла А1, е многу битна.
Сега покасно, јас кога потоа Да. отидов во Германија на специализација, имаше веќе тие апарати јапонски Seiko за штимање на секој тон и така натаму, за провера и на клавири, но и за нас. Сега ги има за сите инструменти, ние немавме тоа. Значи, фактички, нашите врвни, се извинувам, нашите врвни музичари всушност биле апарати за штимање. Од нас зависеше, од водачите. Така Значи, е. тука беше дувачкиот квинтет Дувачки, така. и гудачкиот квартет. Јас овде ќе кажам во една прилика, ние бевме во драмски филхармонија, значи таму се вработив. Тогаш беше таму, кај што сега е фундусот тука лево одма. Добро. И таа сала беше мала, ама пробите беа тука. И немаше некои посебни услови, но ние се снаоѓавме. Покасно концерти дававме во Дом на Арама, во операта, старата, кај Нова Македонија, во Песталоци, кај Лине, во 25 мај. Јас кога зборувам со ученици и студенти нели тие години, професоре, па сте немале стално место. Такви беа условите, но ние се боревме и издржавме, нели? Филхармонија покаже едно ниво и квалитет кој е до денес. Вклучително и јас, да кажам, 40 години како прв обоист на филхармонија сум презадоволен со огромен број концерти, но околу ова со обоата и апаратите ќе кажам дека во Универзално имавме концерти. Добре. И дојде еден светски виолинист и требаше да свири 2 концерти. Така да го почекавме малку, бидејќи тој беше класа и треба да го наштимам и него. И му давам интонација, а тој свиреше на една многу скапа виолина од 5 милиона долари, Страдивариус, а ја млад, 25-6 години, релативно што се вели, и му давам интонација, а тие виолини се многу прецизни, нели, во прави раце, да кажам тука. Тој само се заорете и вели, ова е најточното лаш што сум го добил од обоизвика до сега. И колегите нормално почнаа со гудалата да ме подкрепат, така да јас сум задоволен што сум имал високо професионално ниво. Покасно, нели, кога бев во Германија, таму на тој краток престој, го купив тој апарат, кој беше многу од помош и на колегите, бидејќи константната интонација на оркестарот е многу важна да добие убава боја. Преска и тие спомна. Кога има еден колорит изедначен, тоа е многу важно. Да, има еден склатена хармонија. Да. И сега тоа зависи од повеќе фактори, во каква сала свириме, дали свириме сите, да кажам, на квалитетни инструменти, рецимо дрвени дувачи, на француски инструменти. Тие школи си остануваат како закон за да се за лименјаците имаше некои други стандарди, Бах, амерички инструменти, и тоа беше многу така убаво признание од еден великан, да добиете признание дека звучи убаво. Така да во тие години помина многу диригенти, солисти и ние учевме од нив, бидејќи сега на младите генерации им е полесно. На интернет се ќе најдат. Ние тогаш немаше. Чекав плоча да купам од Загреб. Точно. Или касета, тогаш излегуваат тие мали ленти, сега тие генерации не им се познати, ти ги знаеш. И ние сите се собиравме на едно место, на грамофон кај мене, ќе пуштиме плоча да слушаме како свири Хајнц Холигер, еден од врвните уметници. Но тоа пак ни даваше крила. Слушавме со внимание, откривавме тајни и потоа одевме на филхармонија. И слушнавме и во живо изведби. Беа убави времења, така да. Тоа е. Ќе кажам, односно ќе констатирам со право, дека Васил Атанасов е врвен музичар, кој што како обоист настапувал не само во Македонија, безмалку низ целиот свет. Бројни се земјите каде што Атанасов музицирал. Јас само некои ќе ги набројам вака. Италија, Германија, Франција, Шведска, Австрија, Полска, Израел, Словенија, Романија, Бугарија, Турција, Северен Кипар, Португалија, Албанија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Јужна Кореја, Виетнам, Русија, САД, Мексико, Австралија, 3 точки има многу. Каде Атанасов се чувствувал најубаво?
Имаме ли секаде подеднакво едуцирана, култивирана музичка публика? Борам за класичната музика, за овој твој, да речем, инструмент, боата. Каде им слушаат ушите подобро, односно најдобро на луѓето, на граѓаните? Каде повторно Васил би сакал уште еднаш или уште повеќе пати да настапи? Тоа ми е едното прашање на кое што сакам да ми одговори. А второто прашање ќе биде за неговата професура. Ама ајде прво да го одговориме ова. Да ви кажам, секој настап за нас, уметниците, веројатно и ти тоа Да. го имаш чувство кога промовираш книга или нова песна, Да. така проче, се прекрасни. Би издвоил настапот во Москва, кога свирев така. со тие прекрасни уметници и свиревме едно симфонија концертанте за обоја и фагот со чувениот професор Попов. Така. Тој беше постар господин и дали пробата треба да почне, и го чека оркестарот и тој доаѓа и таму пишува професор Васил Атанасов. Јас бев Да. релативно млад, да не кажам 45 години, тој сигурно беше 64-5. Тој малку се чуди. И он влезе тука во салата и вика, каде е професорот, вика Атанасов од Македонија? Да очекува некој возрасен. И јас станав, ти ли си маладец, они што вика, Да. демек млад човек, човек. дојде ме гушта Да, ме загади. да, Ќе ми биде мило, вика, таман искуство и младост. И прекрасно свиревме, имавме одличен концерт во таа Рахманиновска сала што ја викат. Свиревме тоа симфонија концертанте со оркестар. Јас свирев и рецитална музика со еден извореден клавирист од Русија. Публиката реагираше фантастично. Свирев и македонско дело, што е нормално кај мене секогаш било Да, така ти да отсвирам. редовно покрај И секако настапот во Сеул, во Јужна Кореја, бидејќи има прекрасна голема концертна сала и уште 5 помали, културен простор уреден. Јас тогаш донесов и проспект за тој културен центар, они го викаа, и посебно задоволство ми беше оти свирев со еден романски пианист на меѓународен фестивал, а специјален гостен ми беше маестро Ванчо Чавдарски, легендарниот наш диригент. Диригентот. Тој беше во Кореја, во Тајџон, специјално дојде за мојот настап и ми направи голема чест, така да Ванчо, публиката реагираше перфектно, он беше презадоволен и секако, нели, тие некои спомени не исчезнуваат брзо. Би можел да зборувам и за други места, но секогаш кога ќе исполнев и наша музика македонска, публиката реагираше посебно воодушевувачки, бидејќи слушаше еден нов звук, нови мелодии, нели? Таа славјанска музика допира секогаш и со нашите ритми, да кажем, 7/8, 5 и така натаму. И таа концертна дејност, кажавте вие, и во Мексико беше пријатно, таму свирев Хајден концерт, нормално со симфониски оркестар, и се среќаваш луѓе и од Балканот, од Србија, од Бугарија. Тоа е најзачудувачки. Еве во Виетнам бев на концерт, се јави еден колега виетнамец кој студирал кларнет во Софија. И тоа е многу интересно, нели? Да, како не. Тие контакти, па размена на мислења, па побаруваа ноти, некои нотни материјали, и нели, тие патувања секој пат се интересни, и затоа јас сум и многу радосен, бидејќи пишували рецензии. Ти преска спомна, одиш во непознатото и така натаму презентираме нешто. Најубаво е после тоа кој ќе ти пратат од весник рецензија. Исто едно доживување фантастично имам со Грција, која ме поканя на фестивал и имаше проблем со визата, но и со името како да ме напишат таму на фестивалот во Волос, нели тогаш бевме фиром. Јас им реков, извинете, господа, но ние сме Македонија, нели, бивша Југословенска република, така ќе напиши, а не фиром. И го прифатија тоа, и тие, не знам, не беше погрешка. Тоа бивша Југословенска република беше со мали слова, а Македонија беше со волкови буки, така да мене беше полно срцето. Со грчки пианист свирев и македонско дело, добив 2 рецензии фантастични, во која, нели, еве, уметноста нема граници. Значи, ние сме козмополити. Политичарите ги прават несогласувањата и збрките.
Ја не сакам за тоа да зборам, бидејќи еден рецензент во Грција да ве нарече дека вие сте балканскиот Холигер, тоа мене многу ми значи. Апсолутно. Така да уметноста е безгранична и космополитска. Па не случајно се вели дека уметноста не признава граници и навистина за уметноста нема пасоши, за уметноста нема гранични рампи, таа си го наоѓа својот пат, а нејзини преносници, нејзина трансмисија се токму ваквите личности, музичари, писатели, композитори, актери, филмачи, така. Сакав да кажам еден битен податок, дека кога настапува Васил Атанасов, редовно на неговиот репертуар, покрај сранските автори, постојано има и македонски композиции, односно македонски композитори, односно тој изведува македонски дела. Убаво што беше спомнати диригентот, професорот Чапдарски. Јас исто така во една прилика кога бев новинар во Нова Македонија, се сеќавам, правев едно интервју сигурно. Поголемо, пообемно интервју и убаво поразговаравме тогаш како и сега што разговараме, Василе, со тебе. Но, за да не ги збуниме гледачите, да речат зошто Христо разговара со Васил во неговата емисија за зборот, јас ќе употребам еден конкретен аргумент, збор. а тоа е оваа твоја книга. Станува збор за книгата Пиеси за обоа и пијано, под насловот е Македонски фолклорни теми. Авторот е магистер Васил Атанасов. Оваа книга всушност има уште една книга, има два дела. Значи, тоа е солоштимот, така, кој припаѓа тука и има еден джеп, ја направивме така. Сега, да не испадне дека заборавив, не заборавив, реков дека ќе те прашам за твојата професура, бидејќи ти покрај твојот постојан ангажман како прв обоист, солист во Македонската филхармонија, ти беше професор во Средното музичко училиште Илија Николовски Луи во Скопје, но и на факултетот за музичка уметност, или скратено ние кој што викаме ФМУ. Да. Па моето прашање ќе го споиме. Твојата професура и оваа твоја книга. Повели нешто повеќе и за едното и за другото. Значи, овие работи се поврзани кај некои уметници. Ако има желба да работи, да има педагошки способности и да сака своето знаење да го предаде и на помлади генерации, за среќа јас имав можност 36 години, можда и повеќе, предава во Средното музичко училиште во Скопје, во центарот Луи, а покасно и на факултетот за музичка уметност, камерна музика. Овде во музичкото обоа и камерна музика. Така да, покрај оваа работа во филхармонија и концертната дејност, се занимавав и со педагошка дејност. Мора да кажам дека моите ученици и студенти беа многу квалитетни, многу добри, музикални. Одевме на надпревари во бивша Југославија. Ајде да спомниме, Васил, еден, двајца од тие имења што навистина направија кариера. Сигурно има многу. Па освоија повеќе од 120 награди на државно и меѓународно ниво. Гостувавме на надпревари во Србија, во Бугарија, во Америка, во Словенија. Кој се издвои? Кој освои најмногу медали? Едни од најдобрите, да кажам, е мојата бивша ученичка Милина Тодоровска, која покасно отиде да студира во Љубљана и стана прв убист на Љубљанска филхармонија, односно после солист на англиски рок и денес е таму. И јас многу сум радосен заради тоа. Потоа има една плејада ученици кои се во Македонската опера и во филхармонија. Тука е и мојот син Томе Атанасов и уште еден ученик Игор Сушелски кој студира во Германија на
музик-хохшуле во есен. Едни отидоа во Америка да се школуваат, на Интерлохен академијата. Други студираа во Бугарија, така да таа плејада е огромна и јас се радувам бидејќи обојата е специфичен инструмент и групата обоја е мала, 4. Така да овие мои колеги сите беа успешни и се снајдоа, така да јас сум задоволен. Предавајки и работејки нели со стручната литература, јас сватив дека ние немаме голем фонд за избор на македонски автори. И тие дела беа напишани за повисока категорија, за професионалци, како за мене и други колеги. И затоа професорот Атанасов подготви и самиот книга. Така е. Значи, тие беа во хартија ставени со молив, нели, како што научаа секогаш да пишуваме и гума, бидејќи пенкалото тешко се бриши. И кога фати пандемијата, познавајќи ми и ти, како немирен дух, ја си реков, сега сме блокирани, не е доволно ја да свирам дома, да вежбам, ја мора ова да го реализирам, ова писание, да ги ставам на хартија, проверени детално, да ги отштампаме. Така да, ја се направив оваа книга и како стручна литература, и тоа не е учебник да свириш на обоа како се свири. Иако шефицата во просвета, госпоѓа Анкица, оваа прилика ја поздравувам, бидејќи и таа беше еден од главните поддржувачи и рецензент на оваа книга, ја направив со мислата обработка на македонски фолклорни теми. Бидејќи во бивша Југославија, веќе во Словенија имаше таква збирка за нижа школа и средна, да можат учениците да свират и нивни мелодии, словенски. Во Србија го имаше исто, и за обоа, но и за виолина, за клавири и така натаму. Кај нас имаше една збирка таква за млади, албум за млади, професорката Лепша Пеперковска го направи за пијано, и јас сметав дека треба да направам нешто во ова немирно време. За среќа успеав и тука се обработени убави мелодии, ја има содржината, а јас направив и 3 мои композиции, кои се сериозни, тие би ги свиреле средношколци, студенти, па и уметници. Тоа се песна и игра, мелодија и игра за обоа и пијано. Ајде вака јас... Темата Билјана, варијации за обоа и пијано. И фантазија на фолк тема, која ја свирев и со Македонската филхармонија на мојот јубилеј 40 години. Така да јас се радувам и сега од Словенија се јави колешката пред месец дена дека оди на натпревар во Белград и ќе ги свири двете композиции Миле Поп Јорданов и Билјана, тема со варијации. Еве вака, бидејќи со оваа книга, Василе, ти како да си го подзатворил малкуто и животен круг, тоа била некоја натрешна, поголема, би рекол дури исконска потреба од фолклорот како дете, како момче, и сега, во овие зрели години, повторно да се навратиш на фолклорните теми и мотиви, и во оваа книга ги има. Ајде, слушај, Татковинска, песна за Ленка, со маки сум се родил, кажи ми, кажи Катинке, болен ми лежи, на струга Дуќан, Јовано Јованке, Пајдушкото, Чифликот, Дафино вино црвено, Мелодија и игра, Билјана, тема со варијации, Фантазија на фолк тема и Тешкото. Фрагмент од балетот Македонска повест. Навистина, еден извореден, би рекол дури антологиски избор на творби и на композиции. И сега, бидејќи полека се наближуваме кон крајот на емисијата, а не сакам да испуштам некои битни нешта, бидејќи ти правам портрет емисија, ќе кажам дека во еден мандат беше и директор на Македонската филхармонија. Тој твој мандат беше успешен, бидејќи, како што рековме на почетокот, ти си работник. И она што исто сакам да го кажам,
ти си наш амбасадор, културен амбасадор, кој велам наш, на нашата Македонија, широм светот. Но, како награда, како признание за твојата досегашна работа, се и овие признанија кои што не случајно си ги добил. Златната лира на Сојузот на музичките уметности на Македонија, наградата 13 ноември на град Скопје, наградата Феникс на општината Центар, годишната награда во родната Струмица, Свети 15 Вириополски свештеномаченици, грамотата и златниот медал до Министерството за култура на Бугарија, златната лира за животно дело, мислам дека ова е највисокото признание на Сојузот на музичките уметници на Македонија. Сега, ова не е се. Овдека, пред тебе, има само дел како сведоштво, како подкрепа на твојот досегашен животен и творечки креативен пат. Овде е long play плочата. Верувам дека 1991. Верувам дека си посебно горд со госпоѓа Јагода Тренска. на ова издание. Да. Понатаму, овдека е еден каталог од меѓународниот фестивал музички во Струмица, но овдека се и компакт дисковите, 6 солистички, 12 компакт дискови се вкупно, значи 6 солистички, овие другите се 2 со Скопски дувачки квинтет, 3 со Камерниот оркестар Скопски солисти и 1 како солист со филхармонија. Вкупно се 12. Еден има и со харфа, значи сите жанрови и состави кои можев да ги комуницирам, контактирам и да ги оствариме со колеги и со работници, сум сакал да ги остварам. Лично, ако ме прашуваш, јас знам дека можев уште повеќе, но тие беа условите. Ако имаше повеќе можности, ќе оставевме, нели, поголемо богатство за младите генерации што доаѓаат. Хипотетички секогаш се вели можело и повеќе и подобро, ама реално колку што се можело, толку и се секако јас сум задоволен од тука направило. Нели, еве како уметнички раководител на Скопскиот дувачки квинтет и на Камерниот оркестар Скопски солисти, ние делуваме и понатаму. Сега брзо ќе имаме концерти во Македонија, а покасно треба да гостуваме во Словенија и Австрија со Скопскиот дувачки квинтет. Немирниот дух мој работи, сметав дека Струмица заслужува фестивал на класична музика, од и нашиот крај е многу музикален. Има прекрасни веќе го кажавме. Уметници, млади, музичкото училиште во Струмица, основно Боро Џони работи феноменално, прекрасни пианисти, виолинисти и Струмица заслужува. Од тука имаме поддршка од градот Струмица и го направивме класика меѓународен фестивал, каде што гостуваат веќе гости од, нели, од Македонија пред се, од Бугарија, од Србија, од Грција, од Словенија. Оваа година очекуваме гости и од Хрватска, на камерни состави, 3 квартети, учествуваа наши хорови, бидејќи има прекрасни услови во Струмица, во црквата Свети 15 и Водоча, да настапуваат хорови. Во едни времиња дамнешни Струмица била и водечки духовен центар и од тука ние негуваме и таа музика хорска, публиката е презадоволна и еве сега сме на прагот да го реализираме 3-то издание, верувам дека ќе бидеме успешни. На крајот од емисијата 2 прашања. Првото прашање, која е таа композиција која што Васил Атанасов сака да ја изведува постојано и никогаш не му е доста и никогаш не му е тешко, не му е напорно. Сеедно дали е тоа од странски автор или од домашен автор, блиц, само кратко. Што тебе ти е најдраго? Еве, како една препорака и до
гледачите? И јас може да кажам дека една од најомилените композиции ми е Тешкото, бидејќи ја изведувам со задоволство. Значи не ти е тешко да го изведуваш тешкото? Не, бидејќи еве и во книгата го ставивме. Така. И на младите мои колеги им препорачувам тие што се бават со музика да искористат секоја шанса за настап како во Македонија, така и пошироко, со цел да го славиме сите името на нашата татковина Македонија. Се согласувам и ве замолувам на крајот од емисијата со една од овие бои по твој избор. Добро, овдека, речи името и презимето. Кога ја избра бојата црна, си помислив на македонскиот народ и човек изгледа црно му било пишано и не му давале фломастери во повеќе бои. Главно црниот му го давале. Овдека датумот. 4.3, значи 4. март 2024 година и овдека пораката што ќе ни ја напишеш, една твоја мисла, една твоја порака, една. Еве, за музиката, што да очекуваме друго од музичар, освен да ни се обрати, да ни напише нешто за музиката. Музиката ја облагородува душата на секој човек. Убаво кажано, јас не мора да имате датум, ако сакате подпис. Еве денеска споивме зборови и ноти. Значи, споивме зборови и музика. Со рака сакам да ви честитам на се досега што имате постигнато. Да имаме прилика почесто да ве гледаме